Историски скандал. Вака првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски го опишува обидот за негова смена. По поведена постапка пред јавен обвинител и поднесена кривична пријава против техничката министерка Фросина Ременски, јавното обвинителство ја стопира постапката за упис и промена на раководството на ССМ, со што јас останувам претседател на Сојузот на синдикати. Ова го кажа Живко Митревски, кој најави дополнителни 4 пријави против претседатели на грански синдикати, а причината била фалсификат. Бевме присутни на еден историски скандалозен чин, направен од страна на техничката министерка Фросина Ременски, која во содейство со 4 претседатели на грански синдикати и еден друг представник, направија обид преку фалсификувана документација и преку злоупотребата на службената положба и овластување на најбескрупулозен начин, на најантидемократски начин, со невиден антисиндикален чин, да направат обид за пуч и насилна промена на претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Целата сага за тоа кој треба да биде прв човек на ССМ почна по собрание, на кој учествуваа само 4 од 17 гранкови синдикати на земјава, а на кое беше донесено решение за разрешување на Живко Митревски од функцијата претседател на ССМ, пошто на негово место беше назначен Дарко Димовски. Решението нема ни печат ни архивски број, но тоа не било причина Ременски противзаконски истото да го потпише, вели Митревски. Инаку подршка за раководството на ССМ стигне од регионалниот синдикален совет Солидарност, кој ги обединува репрезентативните синдикати од земјите на поранешна Југославија. Со соопштение ти упатуваат остар протест до техничката министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски, за како што нагласуваат директно мешање во автономијата на синдикатот и обид за присилна и незаконска смена на легитимниот претседател Живко Митревски.